Добар ден, ученици! Јас сум Наташа Наджакова Нумановиќ, оделенски наставник во 4-то оделение во Основното училиште Круме Кепески од Скопје. Денес ќе работиме наставна содржина по предметот математика. Наставната содржина за денес е мерки за маса. Кои се целите на денешниот час? Запознавање и примена на мерките за маса. Запознавање со мерните инструменти кои се употребуваат за мерење на маса. Најнапред да ја погледнеме сликата. Погледни, размисли и процени. Во кој сад има повеќе јаболка? Дали во жолтиот или можеби во розевиот сад? Погледни ги убаво чиниите со јаболка и внимателно размисли пред да одговориш. Што мислиш? Дали поголема маса или како што обично велиме тежина имаат јаболките во жолтиот или во розевиот сад? Кој може да ни помогне да го решиме овој проблем? За овој проблем ќе ја повикаме вагата. Само вагата може да ни помогне да го решиме нашиот проблем. Вага е инструмент со помош на кој се мери маса. А што е маса? Маса е количина на нешто. Секое тело или предмет има своја маса. Масата се мери со направа која се вика вага. Да разгледаме сега различни видови на ваги за мерење на различни видови маса. Вагата која се појави на сликата е наречена кантар. Таа користи тегови за да ја измери масата и ова е постар инструмент за мерење на маса. Денес во продавниците се користат дигитални ваги за мерење на маса. Што забележуваш на оваа слика? Каков е овој инструмент за мерење на маса? Можеби си го забележал некаде на пазар или во некоја продавница. Ова е инструмент за мерење на маса со кука на која се закачува кесата и се мери тежината на производите кои се наоѓаат во неа. Има и ваги за мерење на поголема тежина, односно маса, како што може да видите на следните фотографии. Вагата која се наоѓа во средина, од долниот дел на фотографиите, ви е добро позната и ја користиме сите во нашите домови. Сите ја мериме својата тежина на оваа вага. Единици за мерење на маса. Да се запознаеме сега со единиците за мерење на маса. Ако сакам да разберам што е маса, морам да ги знам следните 3 зборови. Да знам што е килограм, грам и тон. Килограм е основна единица за мерење маса, додека пак грам е најмала, а тон е најголема единица за мерење маса. Килограм. Кога нешто има маса од 1000 грама, велиме дека има 1 килограм. Зборот килограм настанал од зборот кило, што значи 1000 и од зборот грам, па така настанала и скратеницата КГ. Ние денес килограм означуваме скратено со латиничните букви К и Г. 1000 грама се еднакви на 1 килограм. Килограм е основна единица за мерење на маса. Што може да измериме со килограм? Килограм е основна единица за мерење на маса, со која во секојдневниот живот мериме различни продукти. Ние ќе наброиме некои од нив. Маса на леб, на брашно, шеќер, како и на сол. Кога се мериме на вага, ние ја користиме единицата за мерење маса килограм.
Што е грам? Грам е помала единица за мерење на маса од килограм. Грам е најмала единица за мерење на маса. Што ни се појави на сликата? На сликата гледаме една спојувалка. Размисли. Што мислите? Дали спојувалката е тешка или лесна? Спојувалката за хартија има мала маса. Земете во раката една спојувалка. Дали е многу тешка или пак е лесна? Дали спојувалката е тешка? Не. Спојувалката има многу мала маса и таа е лесна. Грамот е многу лесен. Со него се мери маса помала од килограм. Поради тоа, многу производи се мерат во стотина грама. Единицата мерка за мерење на маса, која е 1000 пати помала од килограм, се вика грам. Значи со грам мериме помала количина, односно помала маса од килограм. Што можеме и што често мериме со грам? Мериме количина на лешници, на сирење, кикирики, кафе. Ние често кога одиме во продавница знаеме да кажеме: може ли да ми измерите 200 грама лешници? Дали имате 500 грама сирење? Или ќе ми сомелете 150 грама кафе? Со оваа мерна единица за маса се мерат помали количини. За грам се користи скратеницата Г, односно латиничната буква Г, што значи кога пишува 100 грама, ние читаме 100 грама. Ајде да прочитаме и други мерни единици. 300 грама, 190 грама, 463 грама, 500 грама. 500 грама може да го прочитаме и како половина килограм, бидејќи 1 килограм има 1000 грама, 500 грама ќе биде еднакво на половина килограм. Друга мерна единица за мерење маса е тон. Тон е поголема единица мерка за мерење на маса. Кога мериме нешто што е многу тешко, например автомобили, камиони, јаглен, ние ја користиме оваа мерна единица. Мерната единица тон ја означуваме со латиничната буква Т. Значи скратено тон пишуваме со латиничната буква Т. 1 Т, бидејќи ја употребуваме кратенката, читаме 1 тон. 1 тон е еднаков на 1000 килограми. Што се може да измериме со оваа мерна единица? Што се појави на сликата? На сликата ни се појави еден автобус. Колкава тежина има овој автобус? Колкава е неговата маса? Со која мерна единица ние ќе измериме тежината на автобусот? Дали можеме да ги употребиме мерните единици грам и килограм, или можеби треба масата да ја измериме со помош на единицата за мерење на маса тон? За да измериме тежината на автобусот, ние ќе употребиме мерната единица тон, бидејќи со тон мериме нешто што е многу тешко. Со тон ја мериме и тежината на камионот, на голема количина на песок, масата на возот, како и голема количина на пченка. Да повториме. Што научивме денес? Основна единица за мерење маса е килограм. 1 килограм
е еднаков на 1000 грама. Грам е најмала единица за мерење на маса. А 1000 килограми е еднакво на 1 тон. 1 тон е најголема единица за мерење на маса. Ајде сега наученото да го примениме. Ваша домашна задача е да ја одредите масата на следните производи или предмети и да го обуите прозорецот на местото од точниот одговор. Да ги погледнеме предметите, односно производите кои се појавија во табелата. Ореви, лубеница, брод, семки, банани. Размислете и одговорете самостојно. Внимателно проследија задачата. Што мислиш? Со која единица мерка за маса ќе ја измериме тежината на оревите, односно масата на оревите? Со која на лубеницата? Која единица за мерење на маса ќе употребиме да ја измериме тежината на бродот, на семките или бананите? Размисли и примени го наученото. Прозорчето кај точната единица за мерење на маса може да го обоиш со боичка по желба. Пријатна работа ви посакувам, ученици. Се надевам часот ви беше интересен и научивте денес нешто повеќе за мерките за маса. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам убав ден.